22 март и Исерот Штип го прават познат ширум Македонија, но и пошироко. Тоа е денот кога традиционално во чест на светите 40 маченици од Севастија, што православието ги слави како верници кои животите мачно ги дале за Христа и христијанството. По тој повод, овде Исерот се случува вековна традиција која граѓаните од сите возрасти, не само од Штип, туку од цела Македонија се искачуваат до врвот на Исерот и фрлаат 39 каменчиња. 40-тото го задржуваат за себе и според традицијата го носат дома. Се става под перница, а девојките очекуваат да го сонуваат идниот сопруг, а момчињата идната сопруга. Оваа традиција има неверојатна сила, а зема и се поголем замав, поради што за неа интерес покажа ЮНЕСКО, кој ја внесе на светската листа за нематеријално културно богатство. Традицијата веќе се надгледува од 5 европски земји, а нивни представници за 2 години ќе дојдат токму овде на Исерот, каде што сме сега и ние за да се уверат во традицијата и нејзината вредност која се случува во Штип, а е толку важно за глобалното културно наследство. Stvarno me, kateš li sekunde, samo sa kamen, da. Gde kažem? Gde kažem sam? Ja pojmu ne. Те се микрофона направи да бъде от тук. Да се справим цяло време онлайн. Сега може да. И сега да знаеш по-добавно. Што значи оваа традиција за младите? Што значи оваа традиција за младите? Може едно прашање? Традицијата оваа за младите. Може ли едно прашање женски? Фрливте ли каменчиња? Да. Што значи оваа традиција за вас? Среќа да добиеш. Кого очекувате да сонувате вечерот? Тоа не знам. Ке ставиме вечер каменчето во перница. Фала ви женски. Фала и вас. Да те прашим едно прашање, може ли? Што значи за тебе оваа традиција? Па... Не знам. Фрли ли каменчиња? Не, сега актуално да фрламе. Кого очекуваш да сонуваш вечерот? Кажи. Сега бе. Не знам. Кого? Симпатија? Фала ти. Значи оваа традиција за нас. Па Свети 40 за нас, не знам. Каменчиња фрлат. Фрламе за децата. Живи здрави. Фала ви.
Може ли едно прашање? Што значи оваа традиција за вас? Нешто преубаво. Од Гостивар сум дојдена и 5-та година поред како што доваѓам на манифестација кај Миланчо, кој многу убаво организира поетско читање. Сега посетуваме помлади ода до Ихскар и то многу ми значи, ali ја не можам, во години сум 82. Фрли ли каменчиња? И не одам горе, не одам до горе. Младите тоа го прават обичај и убав обичај. Многу нека се настави традиција и понатаму. Знаете ли зашто се фрлаат каменчињата? Знам, ни објасни, ја све ни кажа. Многу убава работа е, стварно. Традиција е прелепа. Нека младите продолжуваат само. Старите не оставиле своите адети за тек така. Има нешто во тоа, да веруваме во истина, во Господ, во природа, да сме поштени, да сме добри. Тоа на младите им препорачувам. Фала ти, И многу. хвала и вама, све најубаво. Фала ти. Фрливте ли каменчиња? Да. Кога очекувате да слувате вечер? Иле души са за 40. Екипата на телевизија Стар ќе се вклучи повторно за кратко.